Добар ден! Добре дојдовте на мојот YouTube канал. Во денешното видео се радувам за денешното видео многу, бидејќи во денешното видео ќе обработуваме две главни точки. Првата точка е како јас дојдов до Светото писмо, до Библијата, како се целата приказна од една личност која што беше целосно влезена во сферата на индиската филозофија, источната филозофија, со јогата, со сите тие источни филозофски теми и спиритуализам, до тоа да дојдам до Библијата и да стане дел од мојот живот. Кога сме веќе кај тоа, не би негирала дека источната филозофија е погрешна или нешто, се разбира дека секоја страна си има своја вистина, и многу научив од индиската гледна точка, од филозофијата на хиндуизмот, на јогата, на сите тие, на духовноста која што всушност доаѓа од традиционалната јога, бидејќи јас бев едно време и јога учител и се бавев со тоа и ја проучував. Меѓутоа, Библијата всушност беше таа која што мене ми помогна да ја продлабочам мојата духовност од тој пат и ме натера да ја преиспитам духовноста во која што јас тогаш верував и да видам каде може би нешто не правам како што треба, бидејќи дојдов во ситуација каде што животот ми стана многу тежок, непријатен и се соочив со една непредвидлива болест која што како духовен учител и човек кој што се стреми кон духовност, тоа беше неочекуван пресврт во мојот живот и кој што ме преиспита всушност да видам каде јас некаде грешам во животот. И затоа го правам ова видео како едно сведоштво. Тоа е едната точка која што сакам да ја спроведам во ова видео, меѓутоа другата тема ќе биде најважната точка според мене за секој кој што тргнува по овој пат со Светото писмо, со Светиот збор, со Библијата. И целото видео е всушност да му помогнам на оној почетник кој што сака да влезе во ова духовно патување, како да ја чита Библијата. Ако едно нешто можам да кажам за мене, кога ова дојде во мои раце, беше од каде јас да почнам. Ова се навистина многу страни, многу обемни книги. И кога ќе дојде до тебе, всушност си во еден тотален хаос. Читаш, не знаеш каде читаш, ќе отвориш нешто, сакаш да читаш, убаво ти е, гледаш дека некои нешта навистина те проникнуваат, ама после доаѓаш до еден момент, добро, јас што правам, како да ја читам ја оваа Библија. Токму затоа го правам ова видео, за да можам да му помогнам на секој оној кој што ќе влезе на овој пат, да знае каде да оди, што да прави, како да ја чита и како да проникне во неа малку подлабоко. Пред да дојдеме до тој момент, сакам да дадам едно предупредување дека Светото писмо е нешто што не е само да го земеш сега да го читаш, па ајде после еден месец или една недела. Библијата се чита исклучиво секој ден, затоа што таа те враќа кон вистината, кон душата, кон суштината. И ако ние оставаме, а ние сме релативно грешни луѓе, најчесто наклонети, поготово во денешниот свет, на злото, и ако ние ја оставаме, ние автоматски многу лесно пак ќе се вратиме на старата наша личност, карактерни слабости и она што не ни служило до сега и најчесто се наклонувам повторно на злото, а Библијата е таа која што најмногу не заштитува од злото, негативните енергии, ни дава голема мудрост и знаење. И кога ние ја одбегнуваме, тогаш треба да имаме на ум дека всушност сме подлегнале на погрешен пат, бидејќи со Библијата најубаво можеме да бидеме сигурни дека сме со Бога. Зашто имам толку сигурно уверување? Затоа што на своја лична кожа сум го искусила тоа и сум сватила дека навистина кога ја читам, значи ви кажувам со мое сведоштво, во многу тешки моменти кога сум ја читала, таа ми давала спокој, ме исцелувала, што сум имала директен доказ. Сега јас нема да навлегувам во некои детали од мојот приватен живот, меѓутоа сакам да дадам еден мал пример како
ова мало чудо кое што 2000 и повеќе години екзистира во светот и е најпродавана книга и најпрепечатувана книга од сите книги во целиот свет, што значи дека има нешто што е вистина и што луѓето го препознале во неа. Кога сме веќе кај моето сведоштво, што можам да кажам? Во еден многу тежок момент од мојот живот и покрај целото знаење кое го имам и духовност која што сум ја стекнала, едноставно животот, односно Бог ми удри таква шлаканица која што едноставно морав да застанам во животот и да речам чекај малце, стоп, што правам јас. Јас сум личност која што релативно е многу независна и своеглава и убедена сум во моето знаење кое што Бог ми го дал како мисија, бидејќи по тоа и целиот живот стремев да ја спознам вистината и ја спознав, меѓутоа на тој пат некаде сгрешив. И мојата грешка всушност беше тоа што јас целосно сакав, се претопив во работата и во она што сакам да го направам, да го донесам пред луѓето, до степен на губење на себе си. Значи, сите имаме некои слабости. Значи, мојата предност која што јас сум ја добила, сум ја искористила во добронамерна страна, природа, меѓутоа, од друга страна, целосно здравието си го уништив. До степен на тоа да Бог мораше да ми удри една шлаканица и да ме врати на местото, каде што треба всушност да бидам и да успорам со животот. Меѓутоа, јас си покрај целото тоа духовно спознание што го имав, не можев да го согледам тој аспект на мојата личност и тука всушност беше пресвртот каде што јас на некој начин Библијата дојде до мене и ме разбуди за некои духовни аспекти кои што јас претходно не ги знаев. Значи јас, како што напоменав, бев многу од секогаш сум била независна во поглед на размислување. Никогаш не сум можела да едноставно да живеам според туѓи уверувања, наметнати некои мислења и знаења, дури од книгите на факултет што сум ги учела, дури од книгите од писатели кои што сум ги читала. Едноставно, никогаш имаше еден момент каде што велеше во мене не е доволно, нешто фали. Тоа што фали, всушност мене Библијата ми го исполни и ми го, како да кажам, пополни тоа парче од служувалката која што мене ми недостасуваше. Што е тоа? Тоа беше фактот дека во светот, во животот во кој што екзистираме, иако бев и свесна и претходно за тоа, постои сериозно зло заради кое и од кое, ако не се заштитиме ние духовно, не следи духовна болест, физичка болест, не следат проблеми, не следат искушенија. Првиот аспект кај мене кој што релативно и ја разберлив, ајде да речам сум била млада, е тоа што јас бев некако склона кон преголеми успеси, да постигнам некои материјални нешта кои што попатно со духовноста делумно ги скротив. И тоа од секогаш сум ги учела другите луѓе, меѓутоа самата себе не сум се видела тука во тој пат каде јас не си ја учам лекцијата, што Библијата најмногу ме научи дека всушност целата идеја за материјалното и поседувањето во животот е една голема илузија на човекот и колку повеќе човекот се стреми кон неа, толку повеќе се губи себе си и го губи своето здравје. И тоа е главната точка која што Библијата се разликува од сите други духовни книги и учители и духовни водичи, затоа што таа всушност ти дава две главни спознанија, дека материјалното е тотално минливо и тука сме заради душата, и вториот аспект кој што го напоменав пред малку, тоа е дека постои јасна духовна поделба помеѓу доброто и злото. Библијата е таа која што нас не повлекува да размислиме каде ние одиме против себе, значи каде одиме против душата и премногу сме материјализирани во општеството, каде се наклонуваме кон зло на несвесен начин. Библијата нема да ви каже, слушај, ти работиш во таа и таа компанија каде што тој директор
прави огромни пари и ти е зло. Не, Библијата на индиректен начин те учи што е вистинската вредност на душата, на духот. По таа мудрост, човекот потоа ќе знае како да направи правилен избор и ќе спознае каде јас во мојот живот имам луѓе кои што се оддалечени од неа. Сега ќе се надоврзаме на оваа друга точка која што сакам да ја дадам како совет. Значи, секој човек кога ќе почне да ја чита Библијата, треба да биде свесен дека ќе биде искушуван, ќе биде преиспитан од злото, ќе биде ставен на маргини, да едноставно биде притиснат од сатаната. И тоа всушност го има, ќе го дадам како еден мал пример за кратко, дека и Исус бил исто искушуван од злото, затоа што ние кога се стремиме кон духовност се оддалечуваме од она на кое што веќе сме се навикнале, на современиот свет во кој што најчесто владее злото. И веќе ви прочитам еден дел од Библијата во сведоштвото на Матеј, во делот 4, вели, ако се всушност целата приказна дека Исус, вели, тогаш Духот го одведе Исус во пустината за да биде искушуван од ѓаволот. Тоа значи дека за ние духовно да се прочистиме, Бог ќе не става пред животни ситуации за да ја преиспита нашата верба, нашата духовна чистота и дали ние го применуваме она што го читаме од Библијата. И затоа и Исус, значи Исус бил син Божји, значи дури и Исус бил искушуван од злото. Тоа треба да се знае, да се има во увид дека читањето на Библијата не е една лесна песна која што нас животот ќе ни го направи како пердов. Најтешкиот дел е да се поправиме себе си духовно и да станеме подобри луѓе. Откако постоеше 40 дни и 40 ноќи, најпосле огладне. А кога се приближи до него, искушувачот му рече на Исус: ако си син Божји, заповедај овие камења да станат лебови. Значи, знае дека не може Исус да направи магија и да ги претвори камењата во лебови. И тука е тој момент каде што злото не искушува. Значи, во практични ситуации ќе те наведе да едноставно разумот ти го помеша, ти го помати и да си речеш: леле, бе, ова стварно има логика, па не можам да ги претворам јас камењата во лебови. Па не можам јас да направам тоа и тоа. Па не можам. Значи, вие, не знам, практично можете да си ја примените оваа мудрост во своји собствени искуства, што значи злото е тоа кое што нас ќе ни искушува во практичниот живот. И ние треба да проникнеме каде сме насамарени, каде сме преиспитани од злото. Вели и Исус, значи мудроста, што вели, тој му одговори: напишано е, човек не живее само од леб, туку и од секој збор што излегува од устата на Бога. Тогаш ѓаволот го одведе до светиот град и го постави на стријата од храмот и му рече: ако си син Божји, скокни долу, зашто е напишано: на ангелите своји ќе им заповеда за тебе да те запазат и на раце да те земат, за да не си ја сопнеш ногата од каман. Што значи го тера да се фрли, као наводно ти си син Божји, ајде докажи се. Значи го искушува за да се докаже. А всушност целата мудрост, и Исус му одговори: напишано исто така: не искушувај го Господ твојот Бог. Значи Исус нема зашто да му се докажува на злото. Тоа е целата мудрост во оваа приказна. Значи, ако ти мене ме тераш на нешто јас да докажувам, да го докажувам Бога, ти не си вреден. Ако ти мене ме искушуваш да правам одредени нешта кои што може да ми го загрозат животот, ти не си вреден, затоа што човек кој што е од Бог не искушува друг човек. Тоа е главната реченица и поука која што секој човек треба да ја примени во својот живот. Човек кој што е со Бога не го искушува другиот, го почитува, го пушта, го прифаќа другиот како брат. Другиот го гледа како Божјо дете. Кога ние искушуваме други луѓе или нас не искушуваат, тоа значи дека ние сме во контакт со зло или другиот е во контакт со зло. Ете, ова беше мал дел кој што сакав да ви го прочитам, за да ги поврзате нештата како ние неизбежно ќе бидеме искушувани од злото на овој духовен пат.
И уште една точка која што сакам да ја напоменам, поврзана со Библијата и читањето на истата. Например, многу христијани, современи луѓе кои што се дел од религијата, некако го наметнуваат тој момент на некако конектирање само со Исус. Еве, јас ќе дадам моје лично гледиште, не мора да служи и кај вас, некој едноставно и убаво е да се поврза со Исус и да Исус му го води животот, меѓутоа кај мене тоа никогаш не упали и никогаш не ја сватив Библијата и не ја перцепирав како Исус дека бил човек кој што постоел на земјата и наводно умрел за моите гревови. Тоа апсолутно не се согласувам дека е така, затоа што не може никој нас да не исчисти од гревовите. Значи, и многу често сум критикувана кога ја споменувам кармата. Сега мало образложение ќе дадам. Исус, да, го поминал животот на земјата, Исус бил постоел на земјата, сум 100% сигурна во тоа, затоа што немаше да биде толку силно сведоштво оваа Библија и толку мокна, да не бил жив. Не може, ова не е приказно. Значи, ова е нешто што навистина постоело. Значи, оно што е Исус толку моќен водач и духовник е тоа што тој бил навистина дел од самиот Бог, како што и сите ние сме дел од самиот Бог, меѓутоа он бил многу почист и он целосно животот го дал, значи го вртел целосно другиот образ на се што постоело како неправда и зло во општеството, само за да го изоди патот на вистината. И он дал фактички своја жртва во својот животен пат за да служи како пример на другите луѓе и затоа до ден денеска и во сите векови многу луѓе се идентификувале со него затоа што он бил најголемиот чист духовен пример кој што го изодил патот на вистината, на тоа како треба да се живее во служба на Бога, значи во служба на другите души и во служба на вистината, на љубовта. И многу луѓе некако својот живот го водат од аспект на тоа Исус мене ми го води животот, Исус ме спасува, Исус ме прочистува од гревовите. Не, ние со живењето според животот на Исус самите себе си се прочистуваме од своите гревови. Значи Исус не може да ги прочисти нашите гревови. Ние самите со огледувањето на Исусовиот живот и она што го дал како мудрост во Библијата, ние се поправаме себе си. И сега како ќе ја надоврзаме кармата? Кармата е индиски збор и концепт. Јас ја користам затоа што таа најлесно може да направи, да отслика како ние всушност се прочистуваме од гревовите. Ние сме сите грешни, штом сме дошле на земјата, затоа што земјата е духовно чистилиште. Значи, земјата не е нешто што ние доаѓаме и сега искусуваме некој живот. Да, во генерално ние така во тридимензионална материјална верзија го гледаме. Имаме школа, факултет, брак, деца, пријатели, работни места и така натаму. Меѓутоа, во целиот тој процес се случува на духовно ниво. Секој од вас знае дека во текот на неделата, без разлика дали сме ние на факултет, на работа, со партнерот, со децата, ние се соочуваме со некои искуства кои што или не тригираат, или не поправаат, или ни создаваат болка, искушение и така натаму. Што значи дека кај да сме, што и да правиме, ние сме на некој начин на еден духовен пат, кој што Бог го предодредил како судбина за нас делумно, врз основа на нашето ниво на свесност, како ги перцепираме нештата. Значи, затоа ние всушност и доаѓаме на земјата, за да ние преку љубовта, преку подобрувањето на својата слаба страна на личноста, се подигнеме како луѓе и станеме посвесни луѓе за себе, за другиот и онаму каде што не сме разумни и свесни да се поправиме и да ја подигнеме свесноста и перцепцијата во тие наши делувања. Гревот што е? Значи, гревот е некое дело кое што сме го направиле и ние и заради тие гревови ние сме обврзани да бидеме на земјата за да ги поправиме тие акции кои што сме ги направиле во минатото. Без разлика дали е ова или претходен живот. Зашто се раѓаме во одредени судбински околности? Затоа што нашите минати дела се фатум, значи како синџир не држат да ние се раѓаме во одредени околности се додека не ја научиме нашата духовна лекција за која што доаѓаме. Кај некој е во љубовен однос, партнерства, значи не ја учи лекцијата, се дава премногу себе си,
прави непромислени одлуки во животот, чекори за кои што не размислува, влегува во некои односи каде што постојано е повредуван. И на некој начин во текот на животот постојано му се влече таа приказна од еден во друг партнер и може и целиот живот и ќе умре еден ден и толку завршува сето тоа. Не, значи човекот потоа повторно се раѓа и повторно делумно слични околности добива со таква филозофија на живот и слични околности и луѓе за тој неизбежно еден ден да мора да ја научи лекцијата за која што доаѓа. И сите ние учиме некакви лекции, но што е суштината? Суштината е да ги научиме своите лекции, од друга страна да се поправиме себе си во делата, во она што ние порано сме го грешеле. Затоа што гревот е делумна судбина која што нас неизбежно не насочува повторно да се соочиме со слична околност, човек и ситуација, за ние во таа следна ситуација која што е слична, не го направиме истото како што сме го направиле во минатото. Без разлика дали е за овој живот или претходниот живот или некој од претходните животи. Значи, раѓањата на земјата се само можности душата духовно да се прочисти и да достигне повисок духовен развој. Ако гревот е нешто што ни доаѓа за да го ние еден ден прочистиме, значи да се соочиме со слична ситуација, значи ние нас не држи некој грев во минатото, сме направиле нешто. Како може да се прочисти тој грев? Освен ако не ни дојде истата ситуација и ние пред Бога докажеме дека нема да го направиме истото. Што е кармата тогаш? Значи кармата е исто, кармата е грев, кармата е нешто дело, акција, значи само објаснато со други зборови. Акција која што нас еден ден неизбежно ќе ни се врати. Гревот е нешто што нас ќе не соочи еден ден во животот да не го направиме истото. Значи Бог ќе ни го донесе човекот, ситуацијата, моментот да имаме можност за истата ситуација да не ја направиме истата постапка. Кармата што е? Оно што сме го направиле, ние ќе го добиеме од друг човек. Значи, оној грев кој што јас сум го направила на друга човечка душа, мене ќе ми се врати еден ден неизбежно, можеби од друг човек, можеби од истата душа во другиот живот. Значи, целата суштина на гревот и кармата е поправањето. Само што некако кармата е многу усвоена од индиската гледна точка, што јас мислам дека не се согласувам. Тоа е едноставно генерална општ факт и реалност, бидејќи се работи за космички повеќе закони, за закони на универзумот, а универзумот е самиот Бог. Така што се надевам дека со овие два концепти малку ви разјаснив, затоа што и со гревот ние сме вовлечени да се најдеме во слична ситуација во која што ќе имаме прилика да се поправиме, и со кармата ќе се најдеме во слична ситуација во која што ќе имаме прилика да се поправиме на тој начин што духовно со искусувањето на сличната животна ситуација имаме можност за духовно да се прочистиме. Се надевам дека со овие духовни објаснувања ви дадов еден патоказ за тоа како можеме да гледаме на духовноста, на она што го усвојуваме преку Библијата, и убаво е да се истражува од многу аспекти, меѓутоа Библијата е таа која што најмногу може да не насочи духовно во животот. И веќе кога сме дојдени до таа точка, го завршувам ова видео со тоа што јас практично ќе ви покажам како можете да ја започнете Библијата и да ја читате редовно. Јас лично го одев по тешкиот пат, бидејќи немаше кој да ми објасни. Јас не сум лик кој што оди во цркви, по литургии, едноставно никогаш не резонираше тоа со мене. Живеев многу по-отуѓено и поизолирано, бидејќи сум доста голем интроверт и некако не се најдов во тие црковни служења и богослужби. Така што некако на свој начин си го најдов мојот пат да се поврзам со Библијата и практично да ја применам во животот. Убаво е да се оди во црква и јас одам некогаш во црква, тоа е заштита, храм каде што најмногу можеме да почувствуваме чистата божествена енергија. Меѓутоа си одам сама, не одам кога има многу луѓе, бидејќи тоа се различни духовни енергии, различни нивоа на свесност.
и не резонирала со мене, така што ете секој нека си го најде својот пат, ако на некого му служи, нека си оди, нека си прави литургии, нека си оди редовно во црква. Значи јас Библијата ја почнав хаотично, многу хаотично, читај тука, читај ваму, читај онаму, читај. И се дека не реков стоп, значи видов и некои други примери како ја користат и некако создадов еден мој концепт на користење. Така што се префрлуваме на самата Библија да ви објаснам директно како вие можете да ја практично користите. Сега, јас кога ја земав првично Библијата, знам дека имаше Стар Нов Завет, значи знаев некои основни нешта, меѓутоа не знаев што се случува. Сега, оној за оној кој што не знае, претпоставувам повеќето знаете дека во Библијата има Стар и Нов Завет. Стариот Завет било пред доаѓањето на Исус, Новиот Завет е по доаѓањето на Исус. Она што јас го препорачувам како почетник, што јас не го знаев, ја почнав од почеток и отидов во голем хаос и реков ова е глупост жива. Значи, затоа што не знаев што се случува и некако многу нешта не ми беа јасни и навистина првиот дел, значи првиот завет е многу комплексен, треба да се има разбирање од некои нешта за да може да се разбере и е многу символично напишан и всушност јас денеска сега почнувам да го читам поредовно и без алатка, без помош која што ја користам онлайн, затоа ќе се задржам на крај, ќе ви објаснам како да ја користите Библијата од првиот завет, од Стариот Завет, затоа што јас искрено денес некои нешта не ги разбирам, а ми се разјаснуваат со помош на една алатка која што ќе ви ја кажам на крај. Значи, она што е ваша задача кога почнувате со Библијата, прво да си земете едни вакви, како знаете, оние што ги користиме за учење, ливчиња, кои што ќе си ја поделите цела Библија. Значи, тоа е првото нешто кое што јас го погрешив, а требаше да го направам одма. Значи, сите делови, сите книги, например, еве ќе отвориме, има изреки. Значи, ќе ставите ливчека изреки. Има понатаму, да речеме, еве Евангелијата, Матеј, Јован, Лука и така натаму. Значи, сите книги кои што се засебни, бидејќи има многу засебни книги во Библијата, со наслови, еве ќе ви дадам пример на кој начин иде тоа. Еве, например, овде имаме нова книга Осија и изгледа вака. Значи, си има нов концепт, нов вовед и така натаму. Значи, тоа се различни многу книги во самата Библија. Сега, тоа е првото нешто што треба да го направите, значи да поставите вакви линкови на некој начин кои што ќе ви дадат патока со одма каде да отворите. Тоа е првиот дел кој што треба да го направите. Почетокот на Библијата јас препорачувам да го направите со читањето на псалмите и изреките. Значи, имајте си навика, например, наутро со кафе или навечер, наутро и навечер, да си прочитате по една-две псалми или изреки. Можете да си купите, јас имам и посебен тефтер каде што си запишувам некои убави изреки, псалми или делови од Библијата кои што навистина ми се важни и да си ги имам напишано. Имам всушност две тетрадки. Едната е за тоа кој што ми се навистина важни работи, а другата е буквално дебела тетрадка каде што јас си, например, еве сега како што ја почнав со Стариот Завет, некои нешта кои што не ми се јасни си ги објаснувам. Значи, Библијата се проучува буквално како на факултет, да си како некоја книга и отвараш онлайн, да речеме, црпиш понатамошни информации кои што ќе ти ја објаснат, бидејќи има многу скриени нешта во Библијата кои што навистина со разјаснување ти даваат многу голем увид за животот и воопшто за самата Библија. Така што можете да си земете тетрадка во која што, например, ќе си препишете еден дел, не ви е јасен и ќе си го образложите паралелно со тоа што ќе истражите. Сега веќе кога сме кај тоа, еве го спомнав, јас лично не правам маркетинг на вакви нешта, ама ќе го спомнам затоа што навистина практично искрено многу ми помогна. Тоа е апликацијата ChatGPT. Значи, јас неа ја користам исклучиво само за Библијата. Не сакам да дадам маркетинг затоа што ChatGPT е направена сепак од материјални луѓе за материјални потреби и затоа и
во тој свет не верувам многу, меѓутоа практично, бидејќи алатка која што практично ти дава многу информации, мене лично со Библијата најмногу ми помогна. Значи, еве, например, не ми е јасен некој дел од Стариот Завет и ќе прашам, например, добро, ChatGPT, кажи ми за, еве, да речеме некој, ќе одберам стих, например, кажи ми за создавање, значи делот го читам горе, создавање, број 20, ставам две точки од, да кажеме, од еден стих до 5 стих. Објасни ми го тој, или мене ChatGPT всушност ми дава цело објаснување на тој дел на Библијата, што мене искрено многу практично ми помага да ја разберам. Ама тоа е за Стариот Завет, тоа не ви е потребно доколку сте почетници. Ако сте почетници, почнете со утрински псалми и изреки и редовно, значи зборам за редовно, секојдневно читање како книга, почнете од Новиот Завет. Новиот Завет почнува со 4 евангелија. Значи 4 евангелија се кои? Матеј, Марко, Лука, Јован, кои што биле главните 4 од 12 апостоли на Исус, кои што го дале главното сведоштво на животот на Исус. Но тоа не е сведоштво кое што ние сега треба да го читаме као некоја, не знам, приказна, туку тоа е всушност целата мудрост која што Исус ја дал со своето живење. Значи, они ја пренесуваат мудроста, филозофијата и психологијата која што Исус ја дава за да се живее правилен начин на живење. Тоа е целата суштина на 4 евангелија. И она што мене најмногу ми се допаѓа е тоа што по смртта на Исус доаѓаат, мислам, тие апостоли и верници кои што го зачнале всушност христијанството, или она што, да, христијанството уствари се зачнало после Исус, најмногу некако даваат еден јасен приказ за тоа како практично ние општествено можеме правилно да живееме и како всушност да се заштитиме од сите искушенија со кои што ќе доаѓаме, бидејќи тие не биле Божји синови, деца како, да речеме, како Исус. Биле Божји деца, да, биле чисти, биле духовни луѓе, они ја пренесувале пораката на Бог, меѓутоа, они биле тие кои што најмногу се соочиле со искушенија и животни искуства со кои што ние денеска како читатели можеме да се соочиме, и они фактички ја даваат практично целата мудрост и целото знаење, што мене најмногу ми се допаѓа. Значи, од евангелијата до крај има посланија кои што луѓето ги праќале кон другите сродни верници за да си помагаат едни со други. Всушност целата мудрост делумно е напишана најмногу тука, што мене многу ми се допаѓа. На крај има дел каде што има откровение, јас не сум го проучила тој дел уште, но целата Библија всушност ни дава патока за иднината, значи за денешниот свет, кој што секогаш се случува во сегашниот момент, и тогаш имало неверници, тогаш имало материјални ориентирани луѓе од аспект на други пороци и други неверни и безбожни нешта. Меѓутоа и ние денеска се соочуваме со многу слични околности на духовно ниво, само што различно е општеството. И затоа оваа Библија е закон кој што е безвременски. Значи, нешто што целиот живот ќе ни служи практично, затоа што сите нешта кои што се напишани во неа се мудрост за она што се случува во општеството. Така што, мислам дека горе-доле јасно ви дадов знак и патоказ како да ја читате. Откако ќе ја завршите, да кажам, овој Нов Завет, можете да почнете со Стариот Завет и читањето треба да ви биде по една страна, две максимум дневно, значи секој ден да си имате навика да читате, бидејќи само на тој начин можете да ја разберете и да ја примените во животот. Од друга страна, дури да ја прочитате еднаш, потоа повторно да се навратите одново, таа никогаш нема да досади, верувајте ми. Јас денеска се враќам постојано и на некои нешта кои што веќе сум ги прочитала и повторно се враќам, затоа што тоа е практична мудрост која што едноставно не е нешто што ќе го читаш како приказна и толку ти издосадува, нешто што практично ти помага. Во однос на првиот завет ви кажав, јас
значи после читањето на овој исто се уште не ми е прочитан Новиот Завет, значи имам многу за читање, меѓутоа паралелно ја го поврзувам и Првиот Завет, Стариот, и почнувам да ја проучувам за да можам да ги разберам нештата, бидејќи тука има многу главни нешта кои што треба човекот да ги примени. Првиот Завет не е толку итен, јас оно што би го дала како препорака да се почне со Новиот Завет. И од тука веќе кога ќе прочнете, ќе помине некое време, ќе едноставно вие со растот на духовноста различно ќе почнете да ја восприемате и многу подлабоко ќе почнете да влегувате во самата Библија, затоа што Библијата има моќ да не промени како луѓе, како свест, како вибрација, како енергија, и затоа со текот на времето, како што вие духовно ќе растете, многу подлабоко ќе почнете да ја разбирате и да ја применувате во животот, и самите ќе станете многу повеќе духовно зрели, што е најважниот дел во животот како духовни битија кои што се стремиме кон приближување кон Бога. Значи целата суштина и на Библијата и на духовноста е ние да се одврземе од материјалните нешта колку што можеме, не да бидеме фанатици во целост, ние сме сепак во материјалниот свет, но да не ја загубиме душата, духот во истиот тој пат, затоа што на крај ништо од тоа не е важно, по нашата смрт се ќе пропадне. Значи ништо од материјалното ќе видиме дека нема никаква вредност, затоа што сите не чека враќање кон нашиот татко, враќање кон нашиот Бог, и затоа целата суштина на човековиот живот е враќањето кон душата и одврзување од материјалното, спојување со Бога, со квалитетите на Бога. И затоа ќе го заокружам ова видео со она што го почнав на почетокот, затоа мене во животот ми фалеше тој клучна нитка која што мене ќе ме насочи директно кон Бога, а ниедна друга филозофија, знаење и мудрост, зборам од индиската филозофија и се она што го проучува во животот, не ми го донесе тој момент, затоа што единствениот момент е одврзувањето од материјалното и директно конектирање со Бога, значи враќање кон Бог, кон суштината на постоењето на животот, а тоа е да се вратиме ние кон нашиот татко. Така што тоа е тоа во рамките на Библијата. Се надевам дека ова видео ќе ви служи. Можеби е малку подолго, но сметам дека за некој кој што сака духовно да почне да живее, ќе биде една голема практична помош за него. Така што запаметете, целата суштина на животот е враќање кон Бога. Без разлика дали имаме деца, сме во брак, сето тоа е едно минливо, пролазно искуство, земско искуство кое што е важно да го искусуваме, меѓутоа на крај повторно ние сите сами си одиме кај нашиот татко. Така што духовниот развој е најважниот развој во животот и без него човекот само ќе оди во заблуда. Во заблуда за материјални нешта, во заблуда за партнерства, бракови, деца, во заблуда, мислам сето тоа повторно ќе кажам во ред, меѓутоа ќе оди во заблуда дека тоа е врвот на животот, а не е. Штом сме ние како земски луѓе дојдени на земјата, во тело, ние имаме задача на крај да се споиме со нашиот татко. И тоа е целата суштина на животот. Така што, ете, јас ви благодарам на издвоеното време. Споделете го ова видео доколку сметате дека некому ќе помогне. За оној кој што сака да си земе Библија нема, ќе оставам линк во коментари во описот под ова видео. Можете да си нарачате од таа Facebook страна која што ќе ја ставам. Тие луѓе кои што даваат бесплатна Библија се едни прекрасни луѓе кои што им е тоа мисија на некој начин, Бог им помага да ги даваат бесплатни Библија за оној кој што сака да се врати на вистинскиот пат. И се надевам дека ќе успеете со помош на Библијата и да ги најдете среќата, мирот, благосостојбата и да бидете благословени и заштитени од самиот Бог. И да најдете својата мисија попатно која што треба да ја живеете, работите и спроведувате исто како што јас ја најдов мојата на еден креативен начин. Тоа е на крај целата суштина на Бога, исто така да станеме едни автентични битија кои што
ќе служиме на Бога преку она што тој нас како талент ни го дал. Ви благодарам, ние се гледаме во следното видео.